Добар ден на сите. Добре дојдовте на четвртиот ден од овогодинешната глобална недела на предприемништво, која што во Македонија се одржува веќе за трет пат. За почеток би сакала малце да ви дадам малку бројки кои што се сведоштво за успехот на особено годинешнава глобална недела на предприемништво. Како што кажав, ова е веќе трета година. Првата година имаше само еден настан кој што беше дел од глобалната недела на предприемништво. Минатата година мислам дека имавме 26 настани, оваа година имаме веќе 44, што мислам дека е огромен успех, исто така околу 120 говорници, а за бројот на учесници тоа ќе го сумираме и ќе го соопштиме на крајот на неделата. Денешниот настан се вика Startup Huddle, затоа што тоа е еден формат на настани кој што го има издизајнирано глобалната мрежа за предприемништво. И поентата на настанот е да се соберат стартапите заедно со заедницата, луѓето кои што работат во нивната индустрија, потенцијалните клиенти нивни, за да можат стартапите да ги презентираат своите решенија, а слушателите да дадат фидбек за тоа колку тие решенија се корисни, апликативни и колку би им помогнале или не би им помогнале во работата. Меѓутоа, пред да продолжиме со главниот дел од настанот, прво би сакала да го поканам програмскиот директор на Стартап Македонија, Игор Маџов, да ве поздрави со неколку збора. А веднаш после тоа ќе ве поздрави и тим лидерот на ИМЕ или Increasing Market Employability, Горан Дамовски. Повелете. Благодарам, Дијана. Благодарам на сите што се вклучите вака рано наутро да видиме дел од овој настан кој што за прв пат се случува во Македонија во овој формат. Startup Huddle е дел од настаните во глобалната недела на предприемништво кој што Startup Македонија ги организира и како организација функционира за да ги поврзе сите чинители во екосистемот кој што работат во полза на стартапите, дигитализација, технологија и сакаат да помогнат во соработката помеѓу традиционалните бизниси и стартапите. Она дене што сакаме да го направиме е поблиску да доближиме некои од алатките и решенијата кои што всушност би можеле да бидат од голема корист во напредувањето на работењето на компаниите во Република Македонија кон освојување на нови пазари и подобро позиционирање. Фокус на настанот ставаме на две индустрии, односно сфери, агрикалчар и туризам. И со голема задоволство соработуваме со проектот Increasing Market Employability, кој што всушност овозможи овој настан да се случи. Благодарам уште еднаш и ви посакувам убав работен ден. Горан, повели? Здраво на сите и од мене. Фала за најавата. Значи, можеби повеќе од било кога до сега, сплотување на овие два сектори е потребно. За почеток зборувам за туризмот со ICT индустријата. ИМЕ како програма директно соработува со голем дел од компаниите во насока на зајакнување на нивната конкурентност, подобрување на производите што се нудат на пазарот и пристап до нови пазари, односно воспоставување врски со нови потенцијални клиенти. Во таа насока, дигитализацијата како процес апсолутно може да одговори на многу од предизвиците со кои што се соочуваат компаниите и од аспект на подобрување на нивната понуда, меѓутоа можеби најмногу од аспект на зголемување на нивната визибилност. Посебно повторно ќе кажам во едни вакви вонредни услови кога патувањето е рестриктирано, комуникацијата на луѓето е сведена комплетно на онлайн комуникација и така натаму. Значи, туристичкиот сектор нема зошто да повторуваме колку е погоден и во каква состојба се наоѓа. Како програма сериозно остануваме посветени да
соработуваме да ги најдеме сите оние кои што се иновативни, кои што се спремни да не подклекнат, него да го менуваат својот начин на размислување, да го менуваат својот бизнис модел, со цел да бидат што е можно поагилни, за да обстанат во овие времиња и продолжат да креираат раст на сопствените компании. Цениме дека брз пристап до дигиталните алатки е неопходно. Тоа се некои од неопходните инструменти кои што мора да ги користат повторно во насока на зајакнување на својата позиција и визибилност. Не би сакал да должам, имаме прилика заедно во партнерство со Стартап Македонија, значи затоа и одговоривме на овој предизвик да направиме една ваква тематска, да ја кажам, работилница, каде што одредени солуции кои што може да ви бидат од корист ќе бидат презентирани. После презентацијата се надевам ќе превземе и Дијана. Идејата е значи да се направи една дискусија во која што ќе го кажете вашето мислење колку вакви или слични алатки или што е она што функционирало кај вас или што е она што сметате дека е потребно како фидбек, бидејќи многу често, навистина многу често двата сектора не си ги познаваат потребите. Значи, тие што работат во делот на туризам не се сите свесни што се може да се реализира преку дигитални алатки, а од друг аспект, тие што луѓе што се спремни и работат во делот на ICT индустријата, не ги познаваат доволно во детали потребите на туристичкиот сектор. Така да ова е начинот тие две мислења, тие две потреби да се спојат на едно место и да се дискутира. Фала многу. Благодарам Горан, благодарам и Игор за воведните зборови. Јас само би сакала уште еднаш да им се заблагодарам на име за партнерството и за тоа што видоа колку би можел да биде корисен еден настан од ваков вид. И сакам сите да ве охрабрам после презентациите да навистина ни дадете ваш фидбек. Како што гледате, ова не е типичен вебинар, сите сме вклучени со камери и со микрофони. Значи, поентата е да се создаде една околина во која што ќе можеме искрено да разговараме, да си споделиме мислења, затоа што поентата е на крајот сите да излеземе со нешто од овој настан. И стартапите да излезат со фидбек за нивниот производ, а и вие да излезете како слушатели и како актери во индустриите, да излезете со информации за тоа што се е надвор таму и што се можете да искористите за да си ја олесните работата. Јас се надевам дека нема да ви биде незгодно да си кажете, јас ќе бидам тука малце да ве поттурнам ако треба. И сега би сакала да го поканам нашиот прв говорник за денеска, Никола Бојков, кој е извршен директор на Embed Social. Нема да ви кажувам повеќе ни за компанијата, ни за Никола, затоа што тој ќе има можност самиот да се представи. Повели, Никола. Добро утро и од мене. Здраво на сите. Најпрво фала за времето што го одвоивте денес да присуствувате. Фала за поканата на Стартап Македонија и на име за можноста да го презентираме нашиот стартап и како ние мислиме дека би бил од корист конкретно за туристичката индустрија. Само еден момент да го споделам мојата презентација. Сега ја гледате себе, така? Да, супер. Значи, јас сум Никола Бојков, директор во Embed Social, еден од основачите. Накратко, за Embed Social е стартап кој што беше поддржан од Фондот за иновации со грант и веќе работиме неколку години на развој на една платформа за алатки за социјални медиуми кои што ќе им помогнат на компаниите да изградат доверба со своите посетители и корисници
и со помош на содржини креирани на социјалните медиуми како слики, рецензии и историја, да ја зголемат довербата и продажбата преку со помош на дигиталните канали, најчесто преку своите веб страни. Значи, кога лично јас ќе одам некаде на одмор или ќе одам на некој бизнес патување, секогаш правам онлайн ресерч за конкретно, пример, ако треба има некоја конференција, треба да се букира хотел, правам ресерч за кои хотели се во близина и потоа обавезно ги читам ревјуата. Бидејќи многу ми е битно да знам дали, пример, Wi-Fi-то работи во сите соби или само на рецепција, дали хотелот се наоѓа на некоја прометна улица па се слуша врева до доцните вечерни часови, или може да се наспиеш убаво и да бидеш свеж и одморен за конференцијата. Или кога станува збор, пример, за букирање на одмор, секогаш барам слики од плажите на Инстаграм, за да видам како реално изгледа таа плажа и кога е облачно и кога врне дожд, а не само од оние идилични слики или сток фото што се користат од страна на туристичките агенции за промоција на некои дестинации. Значи, многу ми се важни тие слики од други корисници кои веќе биле таму и веќе го споделиле своето искуство, и во тие објави на социјалните медиуми можам да најдам најразлични информации кои мене ми се битни за да донесам одлука дали тоа е правилната дестинација за мене и за моето семејство или не. Така да, најчесто сите тие кориснички содржини во форма на слики постирани на Инстаграм, на Фејсбук, ревјуа оставени на самите Facebook страни, на самите Google страни, содржат многу информации кои што корисниците кои што претходно биле на таа дестинација или го посетиле тој хотел или биле дел од некоја тура, ќе го споделат своето искуство и своите препораки за како тие поминале и што може другите да очекуваат. И мислам дека во денешно време веќе сите прават ресерч онлайн пред да букираат хотел или пред да букираат некоја тура, за да знаат отприлика што може да очекуваат и дали тоа што им се промовира и рекламира е реално тоа или има некои отстапки. Сега, за да може да се искористат тие содржини од социјалните медиуми, најчесто ви е потребен програмер или некоја агенција која што ќе ви ги поврзе социјалните медиуми со вашата веб страна и таа интеграција ќе може да ги прикаже тие слики како што ќе има нови слики пример на Инстаграм или како што ќе добивате нови рецензии на Facebook или на Google, тие да се појавуваат и на вашата веб страна. Тука најчесто проблемот имаме ние идентификувано 3 поголеми проблеми, а тоа се значи интеграциите со самите социјални мрежи кои што цело време се менуваат и може да престанат да работат, бидејќи пред да го започнеме овој стартап имавме ние дигитална агенција и работиме повеќе од 10 години со социјалните мрежи. Знаеме колку често тие се менуваат и колку често има проблеми во тие интеграции, што значи дека не е ова како еден проект, ќе платите еднаш еден програмер или агенција да ви го заврши и после ќе го користите 10 години. Туку ќе треба да најчесто да ги ангажирате после неколку месеци пак за да ја поправат таа интеграција. Другата работа е доколку сакате некое уникатно решение, тоа значи повеќе пари, бидејќи треба да се прави од нула и треба да се потрошат повеќе програмерски работни часови и самата агенција да го менаџира проектот и да го изработи според вашите потреби.
И со тоа доаѓаме до третиот проблем, што е трошењето на вашето скапоцено време, кај што може да биде искористено за многу побитни работи, него менаџирање на целиот тој проект и комуникација и недоволно разбирање со агенциите и со програмерите што точно е она што треба тие да го направат. Нашето решение за ова е платформа за самопослужување, каде што сами ќе може да ги поврзете вашите профили од социјалните медиуми, значи вашите Facebook страни, вашите Instagram профили, вашите Google локации, да ги менаџирате сликите, рецензиите и вие да одлучите дали сакате некоја рецензија или некоја слика да се појави на вашата веб страна или не, и колку често тие да се апдейтираат и како сакате точно да изгледаат на вашата веб страна. Кои се предности од оваа платформа? Она што ние го имаме видено е дека штом ќе почнат корисниците да прикажуваат рецензии на нивниот веб портал, веб страна или букинг портал, се зголемува бројот на онлайн резервациите. Значи, рецензиите креираат доверба кај посетителите и кога ќе им ги поставите самите рецензии на веб страната, креирате и транспарентност кон тие корисници, бидејќи не само нема сите рецензии нели да бидат со 5 звезди, ќе има некои рецензии со 3, со 2 и со 1, ќе покажете дека сте доволно транспарентни и отворени, или за да корисниците стекнат доверба дека тоа што вие го промовирате е навистина така. И од нашето искуство е дека по поставување на рецензиите и на сликите од социјалните медиуми, најчесто нашите корисници забележуваат зголемување во онлайн резервациите. Значи, како што спомнав, довербата. Моментално во оваа ситуација дигиталната трансформација е неопходна, меѓутоа голем дел од веб страните кои ќе ги посетите, реално не знаете дали тој хотел е моментално отворен, дали работи, дали не работи поради COVID, дали ресторанот е затворен или не затворен. И имав јас лично искуство летово, кај што голем дел од објектите кои што ги барав на околу Охрид, добар дел не работеа во одреден период. А тоа не можеш да го дознаеш од самата веб страна. Дали хотелот, дали ресторанот, дали турата, пример, се уште може да се резервира или не. Така да, кога ќе ги ставите интеграцијата со социјалните мрежи и сите тие објави кои што вие веќе ги правите на платформа се состои од 4 алатки. Имаме алатки за слики, за рецензии, за постови и за сторија. Со алатката за слики, Embed Album, решаваме еден проблем кај што има како дојдовме до ова решение, конкретно имавме ние клиент кој што организираше настан и по самиот настан ни ги прати сликите да ги аплодираме на нивната веб страна и на нивната Facebook страна. И еден член на нашиот тим се запраша како зошто сега два пати да го правиме ова, прво на веб страната, па на Facebook страната, нели може да ги ставиме сликите само на Facebook страната, па потоа автоматски да се прикажат и на веб страната. И во разговор со нашите програмери, на самата Facebook страна ги прикажуваше на веб страната. Што значи ова? Дека не мора да губите, да се губи време два пати да се додаваат сликите, значи прво на Facebook страната, па на веб страната. Од друга страна, бидејќи сликите се хостирани
вашата веб страна. Тоа, освен Facebook слики, тука можете истото и со Instagram, како ќе постирате нова слика на Instagram или видео, исто ќе се појави на вашата веб страна, исто доколку користите и Twitter. Тоа ќе може да ја споделите на вашата веб страна таа рецензија, од друга страна, доколку е пример негативен, негативна таа рецензија, да дознаете зошто корисник во кој формат. Додатен бонус од оваа алатка е што може да имплементирате еден код кој што ќе ви помогне кога луѓето ќе пребаруваат за пример за вашиот објект, хотел, дестинација и што и да е на Google, под самиот наслов да го има и рейтингот на тој хотел или на таа тура или на тој ресторан. Со тоа што тоа ќе овозможи да добиете повеќе посети на вашата веб страна, бидејќи луѓето кога во Google ќе ги видат и директно и бројот на ревјуа и вашиот рейтинг, ќе кликнат за да дознаат повеќе информации за вас и на тој начин ќе добиете повеќе посетители и на крајот ќе добиете и повеќе резервации и продажби. Третата алатка е за постови. Значи, зборувавме дека може да ги синхронизирате вашите слики, албуми и фото и рецензии. Значи, со оваа алатка едноставно ги синхронизирате објавите кои што ги правите на вашата Facebook страна. Тука исто така може да вклучите повторно Instagram. Може да вклучите доколку имате и YouTube канал, да ги споделите и видеата кои што ги објавувате на YouTube, или доколку користите некоја кампања со хаштаг, че резултатите од таа кампања со хаштаг можете постовите од Instagram, од YouTube и од Twitter да ги споделите. И најчесто имаме тука клиенти кои прават некој контест, пример дали е тоа музички хепенинг или концерт кај што барат од посетителите да споделат слика, видео на Instagram, Twitter, YouTube со одреден хаштаг и после тоа ги прикажуваат тие содржини на нивната веб страна. Последно е тука дека направивме интеграција со TikTok, кој што зема се поголем замав, така да доколку користите TikTok можете да споделувате и видеа од TikTok. И нашата последна и најнова алатка се однесува за така наречените stories, кои што добиваат се поголема популарност преку Instagram. Се гледаме дека и други платформи почнуваат полека да воведуваат опции како stories. Предноста на stories е што тие се доста интерактивни, така да кога корисниците ќе ги забележат на вашиот вебсайт, тие поминуваат до сега од тоа што имаме видено, поминуваат повеќе време на вашиот вебсайт и се заинтересирани да проверат повеќе веб страни од вашиот вебсайт. А бенефитот кој што ние го нудиме, бидејќи самите сторис исчезнуваат после 24 часа, а како бизнес веќе имате инвестирано во креирање на тие сторис, значи имате инвестирано време, средства, дизајн, пари.
Значи, на овој начин ги зачувувате и ги реискористувате истите тие сторис на вашата веб страна. И третиот бенефит е дека бидејќи сторис се релативно кратки и брзи, со самото тоа што ќе објавите сторис на вашата веб страна, корисниците ќе знаат дека вие сте активни, дека моментално работите, дека ќе може да гледаат кратки видеа, пример од атмосферата или оние содржини кои што вие ги споделувате. Значи, ова е дел од нашите корисници. Веќе имаме регистрирано преку 70.000 корисници на нашата платформа, од мали компании до големи корпорации како Моторола. Најчесто имаме клиенти од сите земји, најголем дел се од Америка, имаме доста корисници од Европа, имаме канцеларија наша и во Јапонија, така да имаме клиенти од Јапонија. Она што мене ме радува е дека имаме корисници од Балканот, значи од Македонија, Бугарија, Србија, Хрватска, Грција, од сите земји, кои што сами едноставно доаѓаат на нашата веб страна, си го креираат профилот и си ги конектираат нивните профили и сами се снаоѓаат и користат овие алатки со помош од нашиот тим за корисничка поддршка. Исто така имаме клиенти од најразлични индустрии, од туристичка индустрија до ресторани, до онлайн продавници, хотели, значи брендови за облека, чи од најголем дел од индустриите веќе имаме корисници. Она што сакав да конкретно поврзано со вашата индустрија е една студија која што ја правевме со наш клиент TrovaTrip. Тие се search engine за авантури, значи промовираат авантури каде што можеш да отидеш дали на возење низ каньон или што и да е. И по имплементацијата на нашата алатка за рецензии, го зголемија бројот на резервации за 12%. Че од самиот момент кога ги почнаа да ја користат Embed Social и почнаа да ги прикажуваат рецензиите кои што ги добиваат од Facebook и од Google, на нивната веб страна, значи онлайн резервациите им се зголемија за 12% со едноставно имплементација на онлайн рецензиите. Ова се дел од рецензиите кои што ние ги имаме добиено од нашите корисници, кои што најмногу се среќни што заштедуваат на време, заштедуваат на ресурси, кај што не мора да ангажираат технички лица и со тоа што добиваат поголема продажба и зголемена доверба кај нивните посетители. Мислам дека тоа е од мојата кратка презентација, па би сакал да ве поканам доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Одлично, многу ти благодарам, Никола, за ова убаво сумирање на продуктот кој што го нудите. Пред да ве поканам да поставувате прашања, би сакала само да го прашам Никола доколку некој е заинтересиран за алатката, кој би бил следниот чекор. Значи како можат да стапат во контакт со вас, како можат да ја можеби тестираат алатката, што би бил следниот чекор? Да, значи слободно може да најлесно и најбрзо да отидете на нашата веб страна embedsocial.com. Таму имаме ние упатство и објаснување околу самата платформа. Имаме и онлайн чат, кај што можете директно преку веб страната да комуницирате со нашиот тим за корисничка поддршка доколку имате прашања.
а доколку сте заинтересирани за да ја имплементирате платформата, можеме да во оваа можност да ви понудиме 6 месеци да ја користите бесплатно, така да информирајте и Стартап Македонија или име дека сакате да искористите оваа понуда од 6 месеци бесплатно и тие ќе ни достават информации, ние ќе ги креираме акаунтите и ќе ве контактираме. Одлично, Никола, значи ти го остави најдоброто за крај за да го соочи. Да. Одлично. Вака сега би сакала да ве поканам да поставувате прашања, да давате фидбек, коментари, било што ќе ви падне на памет како резултат на презентацијата на Никола. Значи, ако кликнете кај Participants, ќе има една опција Raise Hand и ќе ве замолам доколку сакате нешто да кажете, да го кликнете тоа копче и оставете го кликнато, се дури не ве повикам за да не испуштиме некого. Малку како некоја насока, да кажеме, за прашањата, ако ништо не ви паѓа на ум моментално, размислувајте за следното. Например, би ја користела или користела оваа алатка затоа што? Не би ја користела оваа алатка затоа што? Или, например, не би ја користела оваа алатка, меѓутоа би ми требало вакво и вакво решение. Сите овие наведувачки прашања, така да речам, ќе ни дадат повеќе информации кои што и на Никола ќе му помогнат за да го подобри својот продукт, а и ќе ни помогне на нас, на сите нас, за подобро да ја разбереме индустријата, какви проблеми имате и какви потреби имате. Повелете. Немојте сите одеднаш само. Еден по еден ве молам. Здраво, јас сум Иван, представник на Шар Outdoors. Тоа е нели активна туристичка агенција која е базирана на Попова шапка, повеќето од вас не знаат. Партнери сме и имаме добивано помош од име. И сега јас имам едно прашање во врска со пријавувањето за овие 6 месеци тест период. Значи, Стартап Македонија треба да ги контактираме и име, дали ќе може да ни пратите само можеби подоцна при крај конкретни адреси каде што ќе можеме да се обратиме. Бидејќи јас сум иницијално заинтересиран за оваа платформа, би сакал да почнам да ја користам. Само да се надоврзам, фала ти Иван на фидбекот. Ние, вклучувајќи MB Social и многу други алатки, веќе ги имавме инвестирано на платформа која што ја креиравме, која што се нарекува TechPack МК, така да ќе може од таму директно да пристапите и да побарате поврзување, но планираме на сите учесници на деснешната дискусија, затоа што веќе се имате регистрирано, да ви ги испратим информациите како следен чекор по настана. Гледам крената рака од Љубица. Ако може Љубица да не се вклучи? Може, како не е, здраво. Фала. Здраво. Слабо се снаоѓам, не сум многу често на Zoom. Ако не ме гледате, извинете. Одлично ве слушам и ве гледаме. Повели Љубица. Вака, платформата е топ, супер, мене ми се допаѓа затоа што ние работиме на многу сегменти. Значи имаме и ресторан, имаме и хотел. Продаваме и фрирајд на зима и продаваме тури на лето, така да супер би се нашла. Јас искрено би сакала обавезно да ме ставите во контакт за да ја пробам. И тоа е тоа. Мислам дека многу ќе ни се најде Ептен. Јас сум таа која што ги одржува сите тие страници и тоа е премногу работа, мене ми одзема премногу време. Ептен ќе ми се најде и ќе ми заштеди многу време. Фала ви, Ептен. Љубица, ете едно прашање, ако може директно до тебе и останатите. Дали имате ваши директни маркетинг тимови или се тоа се сведува на едно лице кое што треба да прави и стратегии, и букирање, и маркетинг, и социјални медиуми? Како е кај вас? Видете, ние сме мал хотел, го води фамилијата цела, тука во овој бизнес сме сите заедно. Воглавно социјалните мрежи и резервациите ги правам јас.
контакти со партнери поголеми исто јас. Ми помага мојата сна од брат, а се што е во врска со технички работи, изведување на тури, на организација, одат на брат ми и сопругот. Меѓутоа, комплетно социјални мрежи, мејлови, одговарање на партнери, посетување на саеми, посетување на вакви состаноци, договарања се оди преку мене. И малце ми е тешко, искрено ми одзема многу време. Сега за подигање на страници, креирање и координирање, некогаш и ангажирам програмери. Меѓутоа воглавно го правам тоа сама, веќе знам како за да ми биде побрзо. Но доста одзима време. Многу. Шумски фенери има 4 страници на Facebook, не сакам ни едно од нив да затворам, затоа што на секој од нив има различни клиенти. СФ Фрирајте Башка, тоа ми е додатен проблем во последните 3 години. Мислам ми е нова комплетно страница за промоција и се трудам да најдам и партнери и се. Така да и тоа ми одзема доста време. Ресторанот како ресторан си бара свој, не знам што да ви кажам. Мислам дефинитивно платформата е супер, посебно за бизниси како нашиот, каде што се вклопени повеќе сегменти во еден и многу ќе ни се наоѓа. И затоа сум јас многу заинтересирана. Благодарам, Љубица, на искреното споделување. Ова чест корисник сум инаку на Шумски фенери. Супер. Така да би сакал дефинитивно да помогнеме во автоматизација на целиот процес. Embed Social и секако и останатите стартапи кои што би можело на некој начин да го подобрат работењето, ќе останеме во контакт и за се останато ќе ве контактираме. Фала ви многу. Зорица, повелете? Здраво на сите од мене, Зорица од Диме. Едно прашање до Никола, бидејќи некои од нашите партнери немаат веб страни, меѓутоа се присутни на платформата booking.com. Дали размислуваат за интегрирање на тие фотографии, рецензии и слично кои што се појавуваат на Booking со Facebook, Instagram и слично? Дали е возможно во сегашните алатки или може би го планираат чисто како размислување? Фала ти за прашањето, тоа е супер прашање. Значи, ние сме секогаш отворени да интегрираме што повеќе платформи, за да добиеме повеќе рецензии и слики од најразлични места, освен социјалните медиуми, нормално, нели? И сајтови кои што се специфични за одредени индустрии, конкретно во туристичката индустрија, мислам дека има Booking, TripAdvisor, Airbnb и повеќе такви платформи. Нашето искуство до сега со нив е дека тие се повеќе затворени платформи и многу си ги ценат тие рецензии и слики кои што корисниците ги оставаат кај нив и ги користат како уникатна предност за да корисникот направи, нели, букирање преку Booking, а не директно во хотелот, за да можат и они да земат одреден процент од таа резервација. Така до сега биле затворени и најчесто не дозволуваат интеграции, доколку тоа се смени во иднина или има друг начин како можеме да ги додадеме и тие, дефинитивно би го направиле во иднина и интеграција и со тие платформи и портали. Ако може, јас имам уште едно прашање. Воле. Дали, до тебе Никола, дали оваа платформа планирате да ја преведувате на локален, да речеме, на македонски јазик? Ова би ми значило како нели одговор за понатаму, бидејќи кај нас има доста, да речеме, мали фирмички кои работат во туризам, кои што се уште не се способни да си водат цели огромни акаунти и платформи. Би било добро да се, доколку нели, они најчесто би имале Facebook профили и би им било наједноставно да си ги интегрираат со вашава платформа, така да и ние ќе можеме полесно да ги подпомагаме и да не наоѓаат клиенти полесно. Супер прашање.
Значи, моментално работиме на системот за локализација на нашата платформа. Моментално одлучивме да одиме со англиски, бидејќи иницијалниот таргет пазар не беше Соединетите Американски држави. Меѓутоа, како се растеме и го шириме нашиот тим, почнавме веќе да работиме на локализација на платформата на повеќе јазици. Веќе работиме на локализација на јапонски јазик и штом ќе биде успешна првата локализација, мислам дека многу лесно ќе го локализираме и на македонски. Така да во меѓувреме, значи нашиот кориснички тим за корисничка поддршка се сите моментално имаме еден и за јапонски, меѓутоа имаме другите се нели македонци. Така да може да нудиме и корисничка поддршка и на македонски и на албански јазик. Така да не е проблем доколку некој не може нешто да се снајде, значи може да ни пише преку веб-четот на македонски или на албански и да добие одговор нели нормално во својот мајчин јазик. Супер, фала ти на одговорот. Љубица, дали имавте уште едно прашање? Да, уште едно прашање, да. Сега дека го спомнавте Booking, таман да прашам. Ги собирате ревјуата само од Google, дали ги собирате од Google, од TripAdvisor, Facebook, од каде? Booking и онака многу не ме интересира. Booking си е за Booking. Чи моментално имаме интеграции со Google и со Facebook. Добро. И со Yelp, кој што го користат доста во Америка за ресторани. Со TripAdvisor исто разгледувавме опција за интегрирање. Меѓутоа, мислам дека имаше некои компликации кај што не успеав. Пробавме да контактираме со нив на неколку наврати, меѓутоа не наидовме на никаков одговор од нивна страна. Така да, доколку тоа се смени во иднина и бидат отворени за интеграција, би направиле интеграција со TripAdvisor. И уште едно прашање, на Google се покажуваат ревјуата од сите. Значи секаде каде што можете да оставите ревју, ако имате страница на Google се покажуваат од сите. Нешто во тој стил би било кај вас или ревјуто како ревју би стоело и не би се знаело од каде доаѓа? Значи вака во нашиот систем имате опција кога берате како сакате да ги прикажете ревјуата и рецензиите, дали сакате да уклучите икона од каде е тоа ревју, така да може да уклучите и да стои Google, да, и да стои линк до таа Google локација или до таа Facebook страна од каде тоа ревју е дојдено. Така да тоа ќе зголеми дополнително транспарентноста и довербата, бидејќи ќе знаат дека тие се вистински ревјуа, а не се нели фейк кои што се напишани од самите сопственици. Добро, Google веќе во последните 3 години многу работи на таа работа, гледам дека ги собираат, почна да прават и нивни веб страници. Самите да си направите веб страници, тие ги собираат баш онака и може да си ги ставите нешто слично, да си ги ставите сликите кои што вас ви одговараат, рецензиите кои што вас ви одговараат и така натаму. Во секој случај супер, фала Никола многу, се надевам во скоро слушање и да ни помогнете колку што треба. Тука сме за се што треба. Фала. Благодарам, Никола, уште еднаш и Љубица. Дали некој друг има некоја прашање? Коментар? Дали може би некој во меѓувреме ја прегледа веб страната на Embed Social, може би имате прашања во врска со тоа? Дека да се приклучат, ако може, Никола, само да го, доколку има некој друг прашање, да го прашам, колку е битно навистина да имаат компаниите кои што работат во туризмот своја веб страница, наспроти само работење на Facebook, Booking и слично. Гледате ли некоја разлика во делот на како е прецепирана компанијата и колку може да повлече резервации? Значи, мислам дека
според мене секогаш е најбитно да се има собствена веб страница, бидејќи вашата веб страница е целосно под ваша контрола. Сите други профили кои што ги имате на Facebook, на Booking, зависат од некој друг и најчесто може да имало случаеви кај што пример изгубиле пристап до тие профили на Facebook или Facebook ги затворил тие веб страни, Facebook страни, или Booking може да има поплаки од клиенти или што и да е. Така да самата веб страница треба да биде темел за секој бизнис, бидејќи на тој начин вие имате целосна контрола како ќе се презентирате. И тука не зависи од никој друг, него само од вас. И предноста што ќе добиете кога пример некој на Google ќе ве бара директно е да вие вашата веб страница биде прва во резултатите, а да не биде Booking или некој друг, каде што пример Booking и сите тие платформи нудат одма и алтернативи, така да може многу лесно да изгубите и клиенти ако кога пример ќе пребарувам случајов да го земеме шумски фенери, така ако отидам на Booking, можам за брзо да дознавам од прилика и кои други хотели се во близина, доколку прво ја видам веб страната и отидам на веб страната, шумски фенери ќе има шанса да ме задржи, да ми докаже дека е правиот избор и директно да направам резервација. Така да мислам дека самата веб страна е според мене треба да биде тема. Ти Никола? Ако има некој Ајде, слободно биде. Значи Никола, сега вака ќе те коригирам затоа што ова го работам многу долго. Прво, буквално страниците, веб страниците ни ги падна социјалните медиуми, видливоста на социјалните медиуми е многу побитна отколку нашите веб страници. Првично многу вложува во веб страницата, меѓутоа сватив според она колку таа се отвора е дека е катастрофално. Во суштина многу повеќе ми се отвараат Instagram профилот и Facebook профилот отколку што ми се отвора веб страницата. Видливоста на Google исто така неверојатно нешто. Таму направив страница. Имаме пример во октомври месец 12.000 посети на страницата. Така да јас не би се сложила баш со тебе дека веб страницата е нешто многу битно. Меѓутоа дека таа треба да биде атрактивна и добро да изгледа за да ти го подкрепи твоето мислење дека ти треба да дојдеш тука, да. Тргнувам и јас од своите, не знам, искуства кога би патувала, меѓутоа сметам дека веб страниците треба да се добри, меѓутоа не играат нека голема улога доколку вие не ги користите сите други социјални медиуми. Значи, дури јас Инстаграм сега почнав скоро 2 години, година и пол. Профилот сега кој ќе си го видам на почетокот на тоа како почнав да го работам и сега е многу голема разлика, многу повеќе сум на Инстаграм затоа што новите генерации на млади луѓе, јас веќе имам преку 40, значи ние оваа генерација на луѓе поминуваат многу време на Facebook, меѓутоа сите тие што се до 40 многу време поминуваат на Инстаграм. Така да сега повеќе се концентрирам на тоа и ги пратам многу тие маркетиншки трикови, хаштази и така натаму начини на кои што вие ќе се зголемите видливоста, меѓутоа не мислам дека е преку веб страницата. Јас се извинувам, ама ова е моје искрено искуство. Втора работа, работам со Booking од првите, значи ние бевме еден од првите 10.000 хотели кои што во светот кои што склучиле договор со Booking. Значи од најпрвиот момент. Многу пати сум имала дискусии, многу пати расправи, дури на едно доделување на награда, хотелот доби награда во првите 3 години за најдобро продаван објект во Македонија. Направив таква кавга со бугарите, бугарското представништво во Скопје.
што застана сите што беа присутни да ме слушаат, затоа што имам многу е проблем со ревјуата, тие многу толку време не ни даваат да одговориме на ревјуата и тоа беше катастрофално. Вие не можете да гледате еднострана слика на човекот, на него влијаат сите можни работи, неговата приватна состојба, приватни проблеми и така натаму, и не може тоа да биде дефинитивно мора да се види страната. Ние вистина ги задоволуваме сите вкусови и потреби, меѓутоа вкусовите и потребите кај одредени личности одат до бескрај и се апсолутно незадоволиви. Така да, и сега повторно имаат некоја повторно промена во ревјуата, која што во нивната политика на оставање на ревјуа. Многу се крути и меѓутоа како продажба ненормално големи. Тие не продаваат претерано многу, 12% нив што им ги плаќаме, вистина ги оправдуваат. Сега, јас не знам колку од вас од присутните имаат хотели, пробајте да најдете милион начини како да го избегнете тоа плаќање на букинг, затоа што во суштина не заштитуваат како партнери. Тоа е уште една работа. И тие имаат толку многу сестрински фирми надвор од мозокот. Начинот на кој што сте вие видливи, вие кој ќе напишете хотел Шумски фенери, прво излегува букинг на хотел Шумски фенери. Значи ништо друго не излегува. Излегува прво букинг со хотел Шумски фенери. И тој те тера првиот клик тоа да го направиш. Тие плаќаат огромни суми на пари и тоа искрено ти се враќа. И си прават такви трикови кога имате сега има во Битола, не знам, 40-50 сместувачки капацитети, ние сме на некое 15-то место. И ние сите луѓето кога одиме во некои туристички места треба да скроламе, па ако сакате вие да имате повисока позиција, плаќате повеќе пари. Има различни модели, меѓутоа сметам последните години вистински вложувам во Facebook и Instagram и тие направија многу повеќе хотелот да биде видлив, затоа и сместувачки капацитети, туристички агенции и така натаму користат инфлуенсери за нивната видливост да се зголеми. Меѓутоа веб страницата не мислам дека е нешто многу битна. Никола, али во секој случај мене би ми одговарала затоа што ќе ми го обнови ликот, сето тоа ако одам сега кај програмерот па барам доработка на програмата на веб страницата ќе ме кошта добри 300 евра. Така да не само што ќе ми заштети време, ќе ми заштети пари. Фала уште еднаш и извинете што сум досадна. Не, супер ти е на место и јас се согласувам со тебе дека социјалните медиуми и сите тие како маркетинг канали и плюс букинг како дополнителен канал за резервации. Меѓутоа има и доста, мислам дека и случаи кај што доста хотели работат и без букинг и пак се букирани фул и сите тие се сетна околности. Она што е најбитно зошто е веб страната, ја реков дека е темел. Бидејќи кога веќе го користите Instagram или Facebook, многу е лесно да ставите линк и резервирајте тука. Така. И да резервираат директно преку вашата веб страна доколку имате опција за резервација. Доколку немате веб страна и вие сега инвестирате во Instagram и во Facebook, пак ќе треба да линкувате до Booking и пак Booking ќе ви го земе процентот, а вие сте тие што сте го донеле тој посетител или тој трафик кај Booking. И друга работа околу Google, значи има сега, треба малку да се направи оптимизација за Google за вашиот конкретен keyword за да излегувате вие први. Меѓутоа тоа не е нешто што е многу тешко да се направи. Дури и Booking и другите нивни сајтови, hotels.com и сите сличните, они испуштаат и реклами на Google, меѓутоа и доколку и вие сакате да пуштите реклама на Google за вашиот keyword, цената кон вас ќе биде многу пониска него тоа што ќе ја плати Booking, бидејќи тоа е ваш домен и тоа е ваша веб страна. Така да, јас се согласувам со тебе апсолутно, бидејќи ние работевме 10 години дигитална агенција и ги видовме сите бенефити кои што ги нудат социјалните мрежи, Instagram и Facebook и Google. И тие се супер канал кај што полесно може да дојдете до посетители и корисници и инфлуенсери. Меѓутоа мислам дека останува веб страната како основа, каде што пак финалниот чекор најдобро би било да го завршат на вашата веб страна, а не на Booking или на некоја друга платформа. Да, дефинитивно. Тоа е моје мислење.
Благодарам уште еднаш на сите. Се приближуваме кон крајот на првиот дел од денешниот настан. Во вториот дел, додека оваа сесија беше фокусирана и посветена на секторот туризам, вториот дел ќе биде посветен на решенија во секторот земјоделие. Доколку ве интересира, можете да останете и да ја проследите следната сесија. Меѓутоа, доколку слушнавте се што очекувавте да слушнете, ви благодариме што ни се придруживте денеска. Се надевам ќе ја искористите оваа понуда која што ви ја даде Никола за 6-месечна бесплатна употреба на нивната интеграција. Знаете веќе како можете да стапите во контакт со нас. Одете преку платформата TechPack, во чат на сите ви пративме линк до веб страната каде што можете тоа да го направите. И значи уште еднаш благодарности до Никола, до сите што ни се приклучивте денеска и ви посакувам убав ден. Само да додадам 2 минути пауза да земеме вода и се враќаме повторно со другиот дел. Тука остануваме на овој линк, немаме друг линк. Така да се гледаме за 2 минути. И продолжуваме со делот на повторно со Никола и со Благоја околу делот за земјоделие. Фала ви многу, поздрав. Поздрав. Hvala. Гледам дека никој не брза да сиде, баш ми е мило што го гледам тоа.
Јас како што гледам, многу од учесниците од претходната сесија остана. Баш ми е драго што го гледам тоа. Сега Горан, Игор, вие треба да решите дали сакате да се обратите пак за почеток. Горан, може би ти би сакал да кажеш некој збор? Еве на кратко само, нема да за оние што сега се вклучуваат. Значи, драго ни е, добре дојдовте на новите. Драго ни е што денеска имаме прилика во партнерство заеднички со Стартап Македонија да направиме еден настан за приближување на апликативни IT решенија во делот на земјоделство. На почеток на настанов во првата сесија за туризам рековме дека можеби е совршено време многу повеќе внимание да посветиме на можностите за дигитализација. Има многу работи, многу пати досега сме се обидувале овие два сектори да ги приближиме, да почнат да го зборуваат истиот јазик. Луѓето од ICT знаат колку е тешко да ги презентираат своите решенија, да докажат дека тие решенија навистина се решенија. Од друг аспект, луѓето кои што производството или земјоделието им е секојдневие, многу тешко наоѓаат време и начин како посоодветно да се посветат на разбирање на одредени дигитални решенија. И во таа насока го организираме денешниот настан. Се надевам дека ќе биде корисен, сигурен сум ствари дека ќе биде корисен за сите учесници. Ќе имаме шанса да погледнеме две многу интересни апликации, решенија кои што апсолутно можат да најдат примена во усовршување и надградба на процесите во производството на земјоделски производи. Дијана, од мене толку, јас не би должел, би пуштил на презентерите да продолжат. Благодарам, Горан. Како што спомнавме во претходната сесија, прво се фокусиравме на туризам и решенија кои што би можела да помогнат во овој сектор. Оваа сесија ќе биде посветена на решенија кои што би можела да се користат во секторот земјоделие. Го имаме повторно Никола Бојков, кој што ќе ни каже малку повеќе за тоа како нивната алатка може да се искористи во секторот земјоделие. А потоа исто така го имаме Благоја Муканов, кој што е извршен директор на Акфутура, кој што ќе ве запознае со нивната алатка и решение која што би можела да се искористи во вашата работа. Никола, дали сме спремни уште еднаш со, се надевам, малце по скратена верзија на претходната презентација? Да. Здраво на сите. Фала ви за времето и за вниманието. Јас сум Никола Бојков, директор на Embed Social, стартап за користење на алатки кои што ќе ви помогнат да ги искористите социјалните медиуми за да зголемите продажбата и довербата кај вашите клиенти. Би ја споделил само на кратко мојата презентација. Дали сега ја гледате сите? Да, супер. Значи, денес во моменталната ситуација во која што се наоѓаме, каде не можеме да патуваме и не можеме да посетуваме саеми, многу индустрии, меѓу кои и за организација на саеми, веќе се трансформираат и ги користат дигиталните решенија за да организираат виртуелни собири и да може да продолжи конекцијата помеѓу купувачи и продавачи во земјоделската индустрија. Па така сега немате можност да изложите физички штанд и да го однесете вашиот производ некој да го проба, туку треба сето тоа да го направите преку вашата веб страна. Сега, кој е проблемот? Најчесто за да покажете фотографии од вашите производи, за да покажете рецензии или ревјуа, треба да ангажирате некој програмер или треба да ангажирате некоја агенција за да направи интеграција со
социјалните медиуми како Facebook, Instagram и Google, од каде што ќе може да се земат тие содржини, значи слики, рецензии, постови и историја, и да бидат прикажани на вашиот дигитален штанд или на вашата веб страна. Најчесто тука имаме три проблеми. Тоа чини програмерите се доста скапи, се губи премногу време во комуникација и координација, и сето тоа најчесто не е како еднократен проект, туку треба да се одржува и понатаму. Решението кое што ние го нудиме е платформа каде што сами вие може да си ги конектирате вашите социјални профили од Facebook, од Google и од Instagram, да ги менаџирате сликите, објавите и рецензиите и да одлучите што сакате да споделите на вашата веб страна. Она што ние го имаме забележено е доколку, пример, имате онлайн продавница, најчесто нашите корисници имаат зголемување во продажбите откако ќе почнат да прикажуваат рецензии, ревјуа и фотографии од социјалните медиуми, од своите задоволни клиенти. Се зголемува довербата кај посетителите на вашата веб страна, бидејќи сте транспарентни, ги споделувате искуствата на веќе на вашите претходни клиенти и купувачи, и со тоа ја добивате довербата и кај новите потенцијални клиенти, и нормално штедите на пари и на време на менаџирање на сите тие објави на Instagram, на Facebook и потоа синхронизирање со тие на вашата веб страна. Значи, накратко, нашата платформа има 4 алатки, една е за фотографија, една за рецензии, за постови и за сторија. Значи, првата алатка која се однесува за фотографии ви помага да ги синхронизирате фотографиите кои што ќе ги објавите директно на Facebook страната или на Instagram, директно на вашата веб страна, така да заштедувате на време да не ги аплодирате два пати, еднаш на Facebook, па еднаш на вашата веб страна, или заштедувате време ако користите веќе агенција, па треба да ги праќате тие слики да ви ги качат на веб страната, а вака најголем дел од нас веќе имаат Facebook профили, голем дел дури и Instagram, и веќе се запознаени како се додаваат слики на Facebook и на Instagram, и многу лесно потоа тие слики се автоматски синхронизираат и на вашата веб страна. Значи, кога имате нова берба, кога имате нови фотографии кои што сакате да ги прикажете, едноставно ги аплодирате на вашата Facebook страна или на Instagram, и ние автоматски ги прикажуваме и на вашата веб страна. Рецензиите исто ги земаме од Google, од Facebook, и ги прикажуваме на вашата страна каде што ги презентирате производите. Друг бенефит е за сите оние кои што имате онлайн продавница е после секоја продажба може да побарате клиентот да остави ревју и да закачи фотографија како е задоволен од производот, и со тоа да ги зголемите самите рецензии и пак да ја зголемите довербата кај идните и потенцијалните клиенти. Со алатката Embed Feed ги конектираме вашите објави на Facebook, значи не само фотографии кои што ќе ги додадете на Facebook страната, туку сите оние објави кои што ги статуси, апдејти, дека може би имате нови количини на залиха, дека моментално имате нова реколта, че се објавуваат и на вашата веб страна, и со тоа им дава живот на вашата веб страна, бидејќи голем дел од тие веб страни и онлайн штандови и онлайн сајми, реално кога ќе ги посети некој, не знае дали ова е уште активно или не. На овој начин секогаш ќе го освежувате вашиот вебсајт со свежи информации, со нови, и вашите потенцијални клиенти, корисници, соработници, партнери ќе бидат информирани за сите новости кои што ги имате. Тука исто така може да го поврзите доколку користите и YouTube, да ги прикажете видеата кои што ги имате, и доколку го користите и последниот
тренд, нели, со TikTok, исто така може и тие видеа да ги прикажете. И последната алатка која што ја нудиме е Embed Stories. Значи, доколку користите Instagram и веќе креирате сторија, за секој бизнес тоа е инвестиција на време, пари, ресурси. Штета е после 24 часа тие сторија да исчезнат. Со нашата алатка ги зачувувате и ги реискористувате на вашата веб страна. И оно што го имаме видено дека Stories како формат на приказ на информација е многу интерактивен и многу посетителите, особено и помладите, сакаат да си играат со тие Stories, да ги гледаат и на тој начин ги задржувате подолго на вашата веб страна, изголемувате интерактивност со посетителите. Малку за нас, значи Embed Social е стартап кој што е финансиран од Фондот за иновации. Работиме неколку години, веќе имаме преку 70.000 корисници, од најмали продавници, ресторани до огромни корпорации како Моторола. Нашите клиенти се низ целиот свет, имаме корисници од Америка, од Европа, од Азија, од Јапонија и имаме корисници од најразлични индустрии, од туризам, земјоделие, производство на облека, производство и продажба на автомобили, телекомуникации, значи од најголем дел од индустриите име корисна оваа платформа и алатките кои што ние ги нудиме. Она што би сакал за крај да ве остану, че ова се некои од рецензиите кои што конкретно ние ги имаме добиено од нашите корисници, кои што се задоволни и среќни од нашата платформа. И би сакал да ви спомнам дека доколку сакате да ја тестирате и да испробате дали ќе има ефект за вашата веб страна, онлайн продавница, овие алатки или оваа платформа, слободно може да исконтактирате со Стартап Македонија или со име. Ние ќе ви овозможиме 6-месечен бесплатен период на употреба, каде што ќе може сами да проверите и да се уверите во корисноста на овие алатки. Мислам дека сум точно со време, па доколку имате некои прашања, ви стојам на располагање. Благодарам, Никола. Ова беше кратко и сладко и мислам дека се покри, особено последниот дел кој што беше сигурно најинтересен за учесниците. Јас предлагам да го слушнеме сега и Благоја, па на крајот кога ќе заврши Благоја ќе можеме да одговараме прашања и за двете презентации и за двете решенија. Благоја е извршен директорот на Аквакултура, ќе не запознае малку повеќе со неговата компанија и со неговиот производ. Повели Благоја. Благодарам за поканата. Би сакал да ја отпочнем оваа презентација со една благодарност до Стартап Македонија и до име проектот што воопшто ја препознавте Аквакултура како интересен бизнис модел и ни ја давате оваа прилика да се презентираме. Само една мала напомена, значи ние немаме едно решение, имаме повеќе решенија во една поширока приказна, па јас се надевам дека во еден краток временски период ќе можеме да ја покажеме целата слика. Само една да ширувам мојот скрин. Дали ја гледате презентацијата? Да. Дали ја гледате? Да. Значи, Аквакултура технологија основана е релативно млада компанија, основани сме 2016 година, насочени сме кон нудење на производи и услуги во делот на индустријата за земјоделство и храна, базирана пред се на дигитални технологии. Во моментов броиме 8 редовно вработени, но во зависност од динамиката на работата и типот на проектите кои што ги извршуваме, до денеска значи имаме негде околу 20 надворешни експерти со кои што соработуваме на секојдневна основа.
Ова е една чисто презентација за тоа каде работиме, кои ни се партнери, со кого соработуваме. Нашиот бизнис модел се базира доста на истражување и развој, така да соработуваме со голем број на научно-истражувачки институции и универзитети, но исто така и комерцијални субјекти. Нашите услуги или да кажам нашите операции се поделени во три главни дела. Тоа се услуги, консалтинг, агробизнис и маркетинг во земјоделството и прехранбената индустрија. Нудиме продукти пред се во две области, прецизно земјоделство, каде што сме застапници на една од најголемите компании во делот на прецизно земјоделство, тоа е АГ Лидер, и уште една група на продукти во делот на дигитално земјоделство, каде што сме генерални застапници за 3 европски компании. Во делот на проектите, кој што исто така е еден многу развиена бизнес единица во нашата компанија, работиме проекти во делот на иновации за земјоделство, дигитално земјоделство, биобазирани индустрии и реформи во руралниот развој. Оваа презентација ќе биде насочена пред се на нашата компонента за агробизнис, која што се дели на две подкомпоненти, а тоа е дигитално земјоделство. Ќе збориме малку за услугите и продуктите за прецизно земјоделство. Нашиот оригинален продукт е Мој агроном и некои опрема и софтвери кои што ги застапуваме од други компании. И уште една компонента, тоа е земјоделскиот инженеринг, каде што врз основа на опремата и решенијата од дигитално земјоделство ги ставаме во функција на советување кој што ние во еден збор го нарекуваме земјоделски инженеринг. Пред да збориме воопшто за дигитални технологии, она што сакам да напоменам дека врз основа на нашите анализи и претходни проекти во оваа област имаме идентифицирано 3 главни фактори кои што влијаат воопшто за апсорбција и прифаќање на овој тип на технологии, а тоа е големина на фарма, степенот на едукација на фармерите и возраста на фармерите. По-конкретно кажано, колку е поголема фармата, колку е повисок степенот на стручност и едукација на фармерите и колку се помлади фармерите, толку е поголема веројатноста воопшто да една фарма прифати ваков тип на технологии. Првата област која што ќе презентираме е прецизно земјоделство. Прецизно земјоделство е релативно нов термин. Оптимално искористување на расположливите ресурси. Една, да кажам, честа грешка која што се прави кога се збори за прецизно земјоделство е сите се насочуваат на темата профит, а прецизно земјоделство како концепт е пред се насочено кон оптимизација Тоа е многу битно затоа што не постои спроведување на било каков тип на прецизно земјоделство доколку не се направи кои што го сочинуваат прецизно земјоделство, тоа е зонирање на површини со цел прецизна исхрана на растенија, воведување на технологија на варијабилна стапка и воведување на технологии за GPS автоматско управување. Анализа на почва нема многу да должам, таа е многу битна затоа што точно ни кажува каков тип на микро и макро елементи се потребни да се аплицираат, директно влијае на зголемување на приносот или, ајде да кажеме, оптимизирање на приносот врз основа на расположливите ресурси, намалување на трошоците за ѓубрење и сето тоа завршува со зголемен профит и
малку побрз поврат на инвестициите. Во земјоделието брз поврат на инвестиции малку не постојали, ете да кажеме, многу побрзо од она што е реалност. Анализата на почнување возможува спроведување на програми на исхрана, кои што се овозможуваат навремено аплицирање на исхраната, дефинирање на правите количини согласно самиот алгоритам на растението, под алгоритам на растение самата природа или да кажам теоретската вегетација на едно растение, аплицирање на ѓубрива на правото место, ќе видите дека секоја почва е малку поразлична и не е потребно сега аплицирање на иста количина и нормално аплицирање на правиот тип на ѓубрива. Првата компонента, ако видовте на почетокот, оној слайд кој што беше со анализа на почва, е GPS управување или автоматско управување. Да бидам малку појасен, управување врз основа на оние податоци кои што ги добиваме од сателит. Ова е од особено значење затоа што посебно во Македонија е ридско-планинска земја, со исклучок на Пелагонија, Овчеполиото, па и до негде Полог. Другите површини топографски гледано се многу неравни, неизедначени. Оно што ни овозможува сателитските снимки и GPS управувањето е да самата манипулација на механизацијата се оптимално прилагоди согласно каква е природата на почвата, каква е топографската позиција на почвата и како што може да видите, компанијата која што ние ја застапуваме и апликацијата која што има ни овозможува да управувањето со механизацијата и начинот на кој што механизацијата обработува почвата да може оптимално да се прилагоди на реалната состојба на терен. Втора компонента е стапката на технологијата на варијабилна стапка. Технологијата на варијабилна стапка ни овозможува да фактички комплетно операциите, како што се сеење, аплицирање на пестициди, аплицирање на ѓубрива, да ги прилагодиме согласно моменталната состојба на почвата, односно состојбата на микро и макро елементи кои што постојат во почвата. Технологијата на варијабилна стапка ни овозможува оптимизација на ресурсите од типот на ѓубрива, семе и пестициди. И според нашите искуства, конкретно еден наш клиент, поточен партнерска фарма од Војводина, од Србија, они успеа во рок од 5 години да ги намалат своите, да ги оптимизираат своите трошоци, односно да ги намалат своите трошоци дури до 15%. 15% на површина од 4000 хектари и не е така малку во пари гледано, нели? Чисто да ви кажам зашто варијабилна стапка. Вака изгледа една сателитска снимка од еден малку сателит кој што е со малку поголем сразмер, ама очигледно е дека нешто се случува на самиот терен, односно дека кога ќе видите една почва, една површина од озгоре, таа не е хомогена, значи не е изедначена. Вегетацијата ни покажува дека не е изедначена и тоа на нас ни дава сигнал дека потребно да влеземе малку подлабински во анализите со цел да знаеме каква насока да дадеме во делот на спроведување на било какви агротехнички мерки, пред се во делот на аплицирање на ѓубривата. Анализа на подотоците од почвата, изработени преку нашите софтверски апликации, односно таа не е наша софтверска апликација, тоа морам да потецирам, него е софтверска апликација од нашиот партнер AG Leader, ни овозможува да направиме прецизна зонирање на површината која што е предмет на анализа. Различните бои кои што ги гледате представуваат различен сразмер на макроелементи кои што се аплицираат на одредена површина. Сега, нели, кога ќе видите вака, тие не се симетрични, него се тотално асиметрични и може да си поставите прво прашање, ама добро, како јас сега со трактор и со ѓубре расторачката ова ќе го аплицирам. За тоа има решение, тоа е следното. За воопшто реализација на варијабилно аплицирање на ѓубрива,
постојат неколку компоненти на опрема кои што ние ги нудиме. Тоа е конкретно GPS ресиверот кој што ги прима податоците од сателитот, ги обработува преку својата софтверска апликација. На дисплејот гледате од позади ѓубра растурачката или прскалката ако се работи за аплицирање на пестициди, како функционира. А ова е еден трактор со автоматизирана ѓубра растурачка. Целата поента е да она што претходно видите од претходниот слайд да се реализира на терен и тоа се реализира преку овие алатки. Оно што е многу битно е тоа дека оптоварување на трактористот кој што работи од тракторот е минимално и овозможува прецизно реализација на програмата која што претходно е дефинирана. Уште една услуга која што ја нудиме со цел подобро дијагностицирање на состојбите на терен, тоа е правење на ортофото и NDVI слики. Ортофото слика е слика која што ни ја дава реалната оковидната состојба на почвата гледано од озгора и таа исто така ни дава сигнал колку е хетерогена или хомогена, да не се изразувам малку стручно, него колку е изедначена или неизедначена површината, додека оваа слика шаренава тука, разнобојната, ни ја дава состојбата на вегетацијата. Уште една слика следна, малку по-конкретно да видите, ова е исто NDVI слика, која што ни дава сигнал каде имаме аномалии. Зелените делови од површината, од сликата, ни кажуваат дека состојбата на вегетацијата е добра, додека она што е жолто или црвено ни дава индикација дека нешто се случува со вегетацијата. Се видите, тоа не значи дека има конкретна аномалија, но ни дава сигнал дека треба во тие делови по-конкретно да се фокусираме, односно да влеземе малку подлабински во анализирање со цел да идентифицираме дали аномалијата е резултат на болест, е резултат на недоволно наводнување или некој друг тип на проблем. Ова се две слики од наши конкретни клиенти кои што се во делот на овоштарството. Уште една услуга која што ја нудиме исто преку анализа на сателитски снимки и преку анализа на нашиот софтвер е управувањето со водите. Конкретно оваа апликација ни овозможува да осознаеме каде имаме задржување на води, со цел да можеме да знаеме како да го имплементираме дренажниот систем, кој исто така го нудиме, со цел да избегнеме преголемо задржување на вода. Ова е конкретно како еден overview, односно да кажам целосен профил на конкретни продукти и софтвери кои што ги нудиме. Втората компонента е дигитално земјоделство. Знам дека преминав 15 минути, ќе ми дозволите уште 2-3 минути. Ние нудиме два типа на сензорна апаратура. Тоа се индивидуални сензори кои што се насочени кон помали фармери и има за цел да мерат влажност на почва и атмосферска влажност и температура и овозможуваат навремено донесување на одлуки во делот пред се на наводнување, додека втората група на сезонна апаратура се метеоролошките станици, кои што ни овозможуваат, претходните сензори овозможуваат идентификација и мерење на микроклиматски услови, додека метеоролошките станици овозможуваат мерење на макроклиматските услови. Податоците добиени уште една група на продукти со цел автоматско мониторирање на штетници, тоа се нашите дигитални феромонски кукички, кои што ни овозможуваат дигитално мониторирање на штетници. Оваа конкретно овие две дигитални кукички кои што ги гледате, ни овозможуваат во моментот кога ќе се јави штетникот на полето да даде сигнализација, даде преку мобилен телефон и компјутер на корисникот дека штетникот се појавил, а додека врз основа на податоците мерени во период од 2 до 3 дена и тие ставени во алгоритам даваат прогноза за тоа со која динамика штетникот во одреден овоштарник или било кој тип на култура се шири. Во делот комбинираните податоци од метеоролошките станици со софтверот на метеоролошките станици овозможуваат една многу значајна алатка,
а тоа е идентификација, односно алармирање кога се појавуваат оптимални услови за појава на одредена болест или штетник. Од особено значење е во делот на заштита на растенијата, затоа што ни кажува навремено кога треба да се аплицира, а со тоа овозможува да се намалат бројот на третирање на растенијето, што е од особено значење за здравието на растенијето, а и понатаму за безбедноста на храната. Метеоролошките податоци ни овозможуваат уште една група на услуги, односно софтверот ни овозможува уште една група на услуги да нудиме, а тоа е автоматизирана и прецизна иригација. Податоците кои што ги добиваме навремено ни кажува кога настанува дехидрација на растенијата, кога е најоптимално да се аплицира, да се наводнува, колкава количина да се наводнува. Голем проблем на терен со што се соочуваме е аплицирање или на преголемо количество на вода или ненавремено аплицирање воопшто на вода, што предизвикува сериозен стрес на растението, кој понатаму се одразува на неговото здравје. И на крај е нашата апликација, ова е конкретен наш проект, исто како мојот претходен колега, финансиран од Фондот за иновации. Ова е прв тип на ваков тип на апликација во Македонија во регионот. Целта ни беше да нашето инженерско знаење и нашите советодавни капацитети да ги направиме подостапни за нашите клиенти. Нашата апликација е во завршна фаза. Идејата ни беше да преку еден систем на двонасочна комуникација овозможиме да нашите услуги да бидат подостапни, нашите совети да бидат подостапни до земјоделците преку дигиталните алатки за комуникација и нашиот клиент да може во моментот кога него му треба советување навремено да не алармира. Во целиот овој процес користиме повторно дигитални алатки кои што ни овозможуваат да советувањето ни биде многу попрецизно и поквалитетно, при тоа да не бидеме присутни на терен. Благодарам за вниманието и уште една се извинувам што малку подолго траеше. Никаков проблем, Благо, ја благодарам. Во секој случај беше интересно, мене малку ми личеше како sci-fi земјоделие. Одлично, баш ми е драго што овакви решенија веќе се користат и се имплементираат тука. Сега би сакала да ги поканам слушателите да поставуваат прашања, да даваат коментари, фидбек за двеве решенија. Ќе ве замолам да ја користите опцијата Raise Hand ако сакате да поставите прашања, кое што се наоѓа кога ќе кликнете на копчето Participants. И ве молам оставате кренатата рака, дури не ве повикаме за да не испуштиме некого. Дали некој сака да почне? Пред да земат збор, пред да земе збор, извини, Дејана, сакав да го прашам Благоја, многу ми се допадна затоа што во изминативе 4 години како да што поддржуваме агритек бизниси, посебно станува доста тренди тема. Како во Македонија е прецепирано? Имаме ли клиенти кои што се интересираат за овие високотехнолошки решенија? Зашто Precision Agriculture е нешто што веќе е тренд, а кај нас како е тоа прецепирано? Благодарам за прашањето, добро е прашањето. Морам да кажам дека има клиенти, не обемот на, да кажам, на пазарот е се уште многу мал. Како што напоменав и претходно, пред се тоа големите фарми, затоа што не дека малите фарми немаат економија, немаат исплатливост во целата приказна, но мислам дека свесноста и притисокот за оптимизација кај големите фарми е доста голем, затоа што кај нас големите фарми пред се од областа на житните култури. Кај житните култури економијата на обем, економија на обем претпоставувам ќе знаат луѓето што значи. Економијата обем е многу битен фактор, што значи дека оптимизацијата, односно остварување на максимален принос по хектар е многу понеопходен за воопшто да се постигне и да се издржи ниската цена на пазарот. Кај другите повеќе продукти со поголема додадена вредност, како што е на пример во областа на градинарството, затоа што кај нив цените се поголеми,
маржата е поголема, се уште нема таква, да кажам, потреба од нивна страна да го притиснат пазарот. Така да сега е многу повеќе проактивен пристап на пазарот. Ние едуцираме и ние нудиме. Со тек на време, сега во последнава година има веќе сигнал и повратен, значи од клиентите проактивно настапуваат, се уште е тоа споро. Во Србија е многу поинтензивен, значи пазарот и многу побрзо се развива, нормално кај нив и многу поголеми површини и Србија, како што знаете, е еден од лидерите во житните култури. Така да тоа е оно што можам да кажам. И уште еден фактор кој што влие за брза абсорбција, тоа со Горан баш го имаме дискутирано, референтни фарми. Оно што ние многу пари во моментов вложуваме е да направиме референтни фарми, затоа што кај земјоделците влие она да видам кај друг дали ќе успее, па и јас и ќе прифатам. Така да големи инвестиции имаме во таа насока, за воопшто да можеме да се пробиеме во пазарот. Така, тоа е пак едно мало резиме. Јас сакав да прашам Благоја, например, доколку некој од слушателите е заинтересиран да ја имплементира некој од овие алатки, како може да го направи тоа? Кому да се обрати, кој би бил наредниот чекор? Да, јас сакам добра иницијатива страна на Никола, ние тоа го правиме често пати со нашите клиенти. Прво што ние би направили, и тоа би го направиле значи бесплатно, еве на учесниците на 10 учесници кои што се на овој настан, ние сме спремни бесплатно да излеземе на терен, да направиме апроксимација, дронско снимање и прва диагностика. Тоа би го направиле значи тотално бесплатно и може да им дадеме значи насока како да направат екстракција на почвени примероци, може да ги насочиме каде да ги направат почвените примероци. Ние се надеваме дека од февруар ќе почнеме и ние сами да ги правиме, затоа што инвестираме во лабораторија наша, собствена. И првата диагностика за тоа што ќе им се случи, што би требало да направат во делот на дигитални технологии при земјоделство, сме спремни за 10 клиенти да го направиме бесплатно. Одлично, Благоја, многу ти благодарам. Кому треба да се обратат заинтересираните? Контактите може да ги искористат на почетокот. Оваа презентација претпоставам дека ќе биде достапна, така? Да, може слободно се јават на нашиот телефон или да пратат мејл на инфо мејлот. Понатаму некој од нашите инженери ќе ги сконтактира, па ќе направиме процес на тоа како да излеземе на терен, кога да се договориме. Она што е многу интересно, веќе вегетацијата кај житото е излезена, така да дури може уште од сега да се договориме да направиме неколку дронски и сателитски снимања и да ја почнеме приказната. Фала ти, Благоја. Имаме прашање од Бошко. Бошко повели. Здраво на сите. Ви благодарам за убавата презентација, доста интересно, иновативно, многу напредно. Јас сум представник на фирмата Нелковски Organic Food, но исто така обработуваме 11 хектари со лешникови насади. Ова што го спомена презентерот е многу интересно и би биле заинтересирани да бидеме можеби референтна фарма, ако постои таква можност. Ние самостојно пробавме нешто да направиме со нашите соработници и други земјоделци, фарми што имаат во оваа област, бидејќи лешникарството е нешто ново, не е толку развиено, но сепак постои голем интерес и има можност за развој. А на поголемите фарми мислам дека ова би било доста интересно. Тоа вака сакам да спомнам. Бошко, слободно контактите се на почетокот на мојата презентација. Најво пратите имейл, обавезно значи во текот на денот или наредниот ден ќе ви сконтактира некој од инженерите и може во некој нареден период да се договориме да направиме значи еден состанок. Па ќе ви објасниме конкретно за во делот на овоштарството. Вариабилната технологија не е толку значи примамлива, но она што е многу битно е иригација и управување со штетници и болести. Така да ќе ви објасниме кои технологии се интересни,
ќе направиме еден скрининг на конкретно, сега вие немате вегетација више, али напрелет може да договориме, значи, скрининг на вегетација и оттаму ќе почнеме приказната. Имате направено анализа на почва? Да, имам направена анализа на почва пред 3 години, бидејќи имаме таква пракса, на некои си 3 до 4 години ја правиме анализата. И имаме, значи, кај нас лешниците се на две поголеми парцели, едната од 5 хектари и другата од 6. На едната парцела беше интересно што, иако е една парцела, нели, многу разлика има на 3 делови од парцелата, сосем различна почва. Така што првите 3 години, сега имаме 10 годишен насад на едната парцела, 11 годишен. Значи, на едната парцела дури имавме толку големи проблеми што првите 3 години на една третина од парцелата немавме никаков развој на лешникот. Од штетник или? Не, од недостаток на карбонати. Добро. И делумно кисела почва, бидејќи лешникот бара базни почви. А ние кога правевме, да, со пехато, а ние првично направивме една анализа бидејќи не знаевме како е, па потоа побаравме помош од ПУМ, од холандската влада, па имавме професор од Вагенинген универзитетот како помош, па тие ни направија анализа на почви, анализа на нели по 60 сантиметри на почва, па води, па се, и ни дада точна информација и точно предвидување како ќе се развиваат лешниците. Еве сега 5 години после тој момент можам да кажам дека апсолутно точно ни дада диагноза на се, дури како ќе се развиваат, имајќи предвид она што излезе во анализите, особено на под 60 сантиметри, бидејќи лешниковиот корен оди и надолу. Да, тоа е уште една работа, многу добро го напомена, после 5 години, тоа е многу битен момент. Земјоделието не е нешто, не е софтвер па да влезам во алгоритамот и да го применам и онда да се види резултатот. Треба време да се усогласи. На крај кладиштата и луѓето да се прилагодат на новите процеси, така да треба време, но многу е битно да се почне од негде и резултати има, дефинитивно има резултати. Благодарам, Благо. Ја би сакала само да те замолам, ако е можно, да го оставиш телефонскиот број и инфо, мейлот тука во чат, опцијата за сите, пошто сигурна сум дека ќе има заинтересирани уште од старт да не чекаат да им ја испратиме презентацијата. Продолжуваме, дали ни некој друг има прашање? За Благоја или за Никола? Или коментар за тоа, дали би ги користела понудените решенија? Ако да, зошто да? Ако не, зошто не? Дали би користела некое слично решение или дали може би имате некој проблем за кој што барате решение, а не постои на пазарот? Ова е моментот кога би требало да ги поставите тие прашања, да ги дадете тие коментари. Јас сакам уште една работа само да напоменам, би било интересно чисто за Стартап Македонија, за име. Ние сакаме многу да соработуваме со средните земјоделски школи. За жал имавме еден проект кој што 2 пати ни го одбиваат. Ја би сакал да покренам една малку поширока иницијатива, да ни помогнете. Ние повторно немаме интерес таму никако комерцијален. Ние би сакале малку помладите деца да ги инволвираме во овие нови технологии, затоа што така им станува многу поинтересно воопшто да останат во земјоделија, а се соочуваме со сериозен проблем на недостаток на млади деца во земјоделие, а тие се клучот за апсорбција на вакви модерни технологии. Чисто како иницијатива и еве еден апел, видов дека имам доста колеги од земјоделскиот факултет, да направиме една заедничка иницијатива, малку да ги анимираме младите деца во средните школи. Ние сме во секој момент желни да употребиме дел од нашето време да ги анимираме малку младите деца. Благодарам, Благоја, многу ни значи ваквата иницијатива, затоа што како дел од мерките за да го спречиме одливот на мозоци и одливот на квалитетни луѓе и секако имаме повеќе луѓе во земјоделието, би требало да работиме на полето на предприемништво, но и во делот на напредување на земјоделието, затоа што е еден од најдоходовната гранка која што е во Македонија, во топ 3-те. Така да ќе имаме можност дефинитивно да се вратиме. Јас сакав до Иван само да поставам прашање. Спомна во еден момент дека не е сам, туку и многу повеќе слични како него
земјоделци, односно огледувачи на лешникови насади. Колкав е бројот? Има ли некое здружение кое што ги комбинира сите за да може поструктурирано да се пристапи до нив? Да, се доколку до мене беше прашањето. Да. Да, имаме здружение на земјоделци, на точно баш на лешникари. Во овој момент броиме во Охридско-Стуришкиот регион околу 30 лешникари и уште десетина кои што се членови од други региони из Македонија. Лешникарството се шири забрзано, бидејќи е интересна и доходовна гранка и би рекол дека нема премногу агротехнички мерки кои што треба да се употребуваат во земјоделските насади со лешник, па заради тоа може би вака поатрактивен. Така да имаме здружение, би сакале да може нешто дополнително да направиме, ние пробуваме да колку можеме да го испромовираме добрите пракси и така натака, што тук имав еден проект со Civica Mobilitas, исто така со име, кој што пробуваме да промовираме лешникарството и она што значи органско пред се производство на храна. Органско и биосфис за швајцарски пазар. Предпоставам ја проследи презентацијата на Никола. Согледуваш ли некаква можност за користење на алатките во делот на продажба или напредување на работењето со алатката која што Embed Social ја креира? Да, веќе испратив, да ви кажам, линкот со името на алатката и со линкот што го испративте вие до колегата кој што ни е одговорен за веб страницата и за социјалните медиуми. Па се надевам дека, пошто јас не ја работам и никој внатре во фирмата, имаме надворешна куќа која што го работи тоа за нас, ќе се надевам дека ќе ги контактираат и да видиме што можеме да направиме и колку тоа би значило за нас, иако се согласам со некои од другите луѓе кои што коментираа дека многу поголем сообраќај имаме на Инстаграм, да речем, не знам како се нарекуваат, нели, и на Фејсбук отколку на веб страницата, иако имаме и веб-шоп и така натака. Благодарам за фидбекот, Бошко. Дали некој друг има прашање, коментар, нешто што сака да додаде? Ако не, јас би сакала да го искористам овој момент да им се заблагодарам на Никола и на Благоја и за презентациите, а највеќе за тоа што понудија бесплатен период за користење на нивните алатки. Сигурна сум дека тоа ќе им помогне на многу од слушателите овде. Би можела да привршуваме сега, мислам дека имаме 7 минути, последен повик за прашања и коментари. Доколку нема, би сакала уште еднаш да им се заблагодарам на име, кои што ни беа партнери за денешниот настан. И се разбира да ве поканам да ги проследите и другите настани кои што се дел од глобалната недела на предприемништво, која што се уште трае и ќе трае до утре. Мислам дека имаме уште доста настани, имаме широк диапазон на теми кои што се обработуваат и сигурна сум дека ќе можете да најдете нешто што ви интересира. За да ги погледнете настаните, можете да ја посетите Facebook страницата Global Entrepreneurship Week North Macedonia, каде што се излистани сите настани, каде што имате линкови, каде што можете да се приклучите. И ме се надевам дека ќе ги испратат двете презентации до слушателите, за да можат да ги користат како референции. Јас немам друго што да додадам. Горан, дали имаш нешто да кажеш? Игор, некој друг? Само на кратко, благодарам на сите за учеството. Мислам дека направивме еден добар баланс помеѓу две решенија. Едно кое што се однесува на страната на производството, унапредување на принципите на производство, донесување на одлуки, а другото на страната на креирање на визибилноста спрема пазарот. Мислам дека ова беше само еден добар почеток. Се надевам дека заедно со Стартап Македонија во идниот период многу повеќе ќе се ангажираме на приближување на овие два сектори. Како што споменав на почетокот, значи без
многу посериозен пристап кон дигитализацијата, кон користењето на дигиталните алатки, нема да се успее во еден забрзан развој на земјоделството како гранка. Меѓутоа, треба да се најде начин како овие сектори да се приближат во своето разбирање што треба, на кого му треба и на кој начин може тоа да се искористи. Уште еднаш благодарам до сите и ме останува како програма во наредни 3 години целосно посветено да работи на оваа тема. Благодарам, Горан. Само да додам благодарност, Горан, до тебе и до име за поддршката околу можноста да го реализираме овој настан. Од голем интерес нас е да ги поддржиме сите стартапи кои што креираат дигитални решенија и соодветно голем дел од нив може да најдат употреба и примена во земјоделието и во туризмот. Постојат едно барање кое што го имам и до вас е дека секогаш кога ќе има некоја нова компанија која што развива некое решение, погледнете го кога ќе ви пристапат или би сакале да имаме можност да ви пристапиме, да добиеме фидбек, затоа што многу често, како што и Горан кажа, се развиваат и решенијата, но потребни се директен инпут од компаниите кои што ќе бидат корисници, за да можат навистина потоа да бидат сеопфатни и да помогнат во навистина адресирање на проблемите кои што ги имаат нивните клиенти. Со тоа ви го сподели во четот, последниот линк е до глобалната недела на предприемништво и останатите 20 на настани онлайн кои што ќе може да ги проследите. TechPack останува секако на располагање со сите алапки кои што ви се достапни доколку дополнително нешто ви интересира и остануваме во контакт за сите следни случувања. Како што рече Горан, ова се надеваме само почеток на бројните вакви дружби кои што ќе ги имаме и разговори на тема дигитализација и соработка со овие сектори. Благодарам, Игор. Само уште да спомнам дека во чат функцијата исто ги имате контакт информациите од АК Футура, имате имејл и телефонски број таму. Ова е крајот на нашата денешна средба. Ви благодарам уште еднаш на сите, на говорниците, на учесниците. Уживајте во остатокот од овој пролетен ден, како што можам да видам од тука. И благодарам уште еднаш што бевте со нас денеска. Благодариме. Секој добро. Пријатно.